Градоначалникот Љупчо Папазов, кој на локалните избори ја доби довербата на граѓаните, а на 8 ноември официјално ја прими функцијата од неговиот претходник Илиев, денеска конечно влезе во општинската зграда за непосредно да се зафати со секојдневните обврски и задачи. Паузата од директното практицирање на функцијата започна на 10 ноември, откако објави дека е позитивен на COVID-19, поради што остана на домашно лекување и во изолација 20 на дена. Најпрво го запрашавме како се чувствува постковидно и каков обем на обврски го очекуваат на почетокот на мандатот. Здравствената состојба е таква што ми дозволува да се посветам на редовните работни обврски и денес е мојот прв работен ден. Ден кој е исполнет со интензивни активности, со комуникации и сметам дека со одминување на неколку дена ќе влеземе во рутината и во редовното извршување на работните обврски. Најнапред сакам да го изразам и моето задоволство од контактите и активностите на службите во општинската администрација. Во периодот кога бев во изолација, имавме интензивна комуникација и голем дел од редовните работи си одеа по текот на нештата како што го бара редовната работна активност на сите служби и вработени во општината. Проекти кои не очекуваат најнапред, тој го најавив и со првото влегување во оваа канцеларија, замената на потисниот цевковод, главниот потисен цевковод кој води од комплекс бунори во Градовски Орман до точка 1, каде што е извршена пред неколку години замена на 1,3 километри должина на истиот цевковод. Сметам дека тоа ќе биде еден од првите проекти на кои ќе му се посветиме и со кои ќе влеземе во реализација на останати проекти. Следат и многу други проекти кои се најавени и со програмата и со редовните работни обврски, како што најави со првото влегување проектите кои се влезени во подлабока фаза на реализација ќе бидат довршени, ќе бидат реализирани и не чекат, ако дозволат временските услови, не чекат реализација на дел од асфалтирањето на улиците во општина Кочани, исто така кои се веќе започнати со реализација на дел од самите проекти. Во изминатите 20 на дена таковните активности на релација со службите ги извршуваше онлайн и со телефонски контакти. Покрај тоа, како последица на изолацијата, градоначалникот Папазов не присуствуваше на првите седници на Советот, на кој беше прозван од дел од опозицијските советници. Сепак најбитно е што од денеска па натаму, со максимален личен капацитет ќе може да се вклучи во спроведување на зацртаните проекти и активности во остварувањето на интересите на граѓаните.